Подоставеното барање до Министерството за внатрешни работи и другите надлежни органи. Денес овде јавно излеговме да побараме и апелираме до истите тие органи да имаат во предвид дека и по успешно завршената едногодишна обука во Центарот за обука при Министерството за внатрешни работи во Идризово и скоро 3 месеци поминати дома во чекање, нашето прашање за вработување се уште не е решено. Бараме, согласно законот, подзаконските акти и правилниците кои ја уредуваат оваа материја, во најкус можен рок да ни се одговори на ова прашање и да ни се даде конкретен датум кога ќе започнеме со нашиот работен однос во Министерството за внатрешни работи. Ние не бараме ништо повеќе од она што ни следува и од она за кое макотрпно деноноќно се боревме и усовршувавме. Денеска пред вас стојат добро обучени полициски службеници од класата 660 кандидати за полицајци, генерација 2015-2016 година, кои можат да помогнат и придонесат за безбедноста и стабилноста на државата. Но наместо тоа тие седат дома. Не сакаме да бидеме жртви на ниеден политички систем и се исклучуваме било каква поврзаност со политички партии. Ние сакаме само да им помогнеме на нашите колеги кои секојдневно се соочуваат со дефицит на работен кадар и се растргнати на сите страни. Бараме можност да се докажеме и покажеме. Можност од која не дели само еден подпис на нашите договори за вработување, како и можност за стабилна екзистенција, имајќи во предвид дека дел од нас веќе имаат формирано своји семејства. Се надеваме дека ќе ни излезете во пресред и нема да се оглушите на нашата мака. Сите ние сме деца на Македонија. Дозволете ни да ја чуваме и да се бориме за неа. Сакам само да напоменам дека во меѓувреме пред почетокот на пресод бевме примени од министерот за внатрешни работи Агим Нухију, кој ни укажа дека на 10.10.2016 година било доставено барање до Министерството за финансии, на кое одговориле дека повторно треба да се биде повторно треба да биде доставено барање во 2017 година. Добивме известување од министерот дека по новогодишните празници повторно ќе биде доставено барање до Министерството за финансии. Се надеваме дека Министерството за финансии ќе даде одговор во најкус можен рок. Вашето име и презиме? Ѓорѓе Коларовски. 660 кандидати. Да, значи 2000 Тоа што ги делиле пред 3 месеци кај Идризово. Како мислиш? Па тоа Што ги дели? завршите пред 3 Значи пред 3 месеци дана ние потпишавме и ни беа доделени сертификати за успешно завршена обука. Добро, а како иде ова вработувањето чисто информативно сега? Треба да има конкурс па да се потпише договорот? Значи ние бевме на конкурс и завршивме обука година дена. Значи, ви фалит подписот уште од Министерство за финансии за да се пуштат пари фактички за да ве вработува. Значи министерот ни информираше дека доставено е на 10.10 веднаш по нашето завршување на обуката и поделењето на сертификатите дека е доставено до Министерството за финансии барање, на кое е одговорено дека треба накнадно уште едно барање да се достави во 2017.